Почитуван колега, нема веќе интерес кај граѓаните за манипулациите со вашето ќе, освен доколку се користи и применува јасна и недвосмислена негација пред него. Оваа влада ниту ќе направи нешто, ниту ќе исполни нешто од незините ветувања. За некој што доаѓа од редовите на хуманата докторска фела не очекував да слушаме хвалоспеви на невидено, туку очекував заложби за јасни одговори од предложените кадри кои што требаше да стојат пред нас. Очекував директно упатени прашања до владата и ресорното министерство. Очекував барање за одговори за состојбите во кои владеачката каста не втурна, а од кои граѓаните не гледаат известна повидок. Очекував да барате јасен одговор до кога ќе се толерира богатењето на поединци и групи на сметка на здравјето на граѓаните. Очекував да се изражи дали е точно дека имаме приватна брза помош што работи на диво. Имав намера да прашам и дали ќе толерирате или игнорирате барање за одговорност доколку почине пациент медицински третиран во возило на дива брза помош. Ќе дознаеме ли дали и како го заташка токму таков случај пред Нова година? Знаете ли, колега, дека модуларните болници, оние прескапо платените што се лесно запалливи и од кои што уште побрзо горат, не се во функција? Дали е можеби тоа преќутно признавање дека истите како модуларната во Тетово не овозможуваат соодветен третман на пациентите? Дали имате намера да барате одговори и одговорност од заменикот за смртните случаи при третманот во останатите модуларни болници пред да ги стават надвор од функција? Зошто не побарате одговор зошто мој термин не функционира? Зошто во Скопје нема термин за интерно, за рентген, за неврологија, за очно, за ушно? Зошто не го прашате заменикот дали тој ќе биде првиот што ќе ги стави во функција апаратите и опремата со кои беа опремени со нова, современа исправна опрема здравствените домови во времето на ВМРО ДПМН, бидејќи милувате за тоа време, и прашате го дали е таква слична состојбата и во повеќето од клиниките? Ќе го прашате ли колку животи користењето на таа опрема ќе спасеше? Ние знаеме, а особено добро граѓаните што си имаат мака знаат, ама дали знае заменикот дека во Македонија покрај ковидот имаме инсулинска криза? Смеам ли да ве замолам, колега, да го прашате заменикот за колку болести и колкав број на скрининзи се прекинати? Дали смееме да прашаме колку животи на наши и ваши сограѓани зависат од тие скрининзи? Наместо хвалоспеви, зошто не го прашате заменикот министер дали е нормално после речиси 3 години здравствена ковид криза и илјадници изгубени животи, дали е нормално да постојат само општи протоколи за влез и никакви, повторувам, никакви протоколи за лечење на ковид пациентите во примарното и секундарното здравство, односно непостоењето на протокол за лечење и третман на ковид пациенти ниту кај матичните доктори, ниту во болниците. За потоа да не се чудиме зошто се рекордери по смртност. Дали имате намера, колега, да опрашате заменикот дали тој само слепо ќе ги извршува наредбите дадени од Филипчо Ценка, исто како што ќе ги извршува актуелниот премиер наредбите на Заев дадени од Бикачка? Кога веќе сме кај здравето, само за крај, се надевам дека во текот на седмицата некој ќе успее да добие одговор од заменикот во обид за министер за економија, зошто со владењето на ДУИ СДСМ изеднаше ризикот од инфаркт. Ненад Коцич, контрреплика. Со загадениот воздух, со ризикот од инфаркт на македонецот кога сопругата ќе му нарача да купи краставици од пазар. Благодарам.